Добар ден, почитувани. Ние веќе започнавме нашата програма насловена како радио што се гледа. Предпоставувам дека сте на иста фреквенција и на радиото што се слуша, бидејќи одиме во етер, исто така одиме и преку интернет на нашата интернет страна radiopela.mk, а исто така верувам дека не гледате и со видео во живо. Денеска среда среќно започнуваме со еден нов проект кој што верувам дека сите вас ќе ви заинтересира, затоа што љубовта кон градината, љубовта кон цвеќето, љубовта кон земјоделието е општо присутна во Пелагонија. Не случајно ние имаме и таква емисија која што денеска во живо стартува на брановите на Радио Пела и овој видеопроект кој што веќе 2 години како Радио Пела го имаме. Насловот на овој нов проект на моја голема радост е Градината на Филип, и Филип Димковски ќе го имаме секоја среда од 17 до 19 часот на брановите на нашето радио, а ќе говориме за интересни теми. Најпрво би сакала да го представам Филип, доколку сите вие не го знаете, а верувам дека го знаете, било тоа да се од темите од земјоделие или пак од темите што се однесуваат на културата. Но исто така има уште една област, а тоа е и новинарството. Ќе го имаме тука како водител. Добар ден. Добар ден, многу се радувам, исто како и ти, Горде, на нашиот нов проект, на нашата соработка. Ние одамна се поддржуваме, соработуваме и еве, конечно се создаде прилика да направиме нешто интересно и за нас, да уживаме додека го правиме, но и слушателите и гледачите на Радио Пела да уживаат во она што ние ќе го работиме. Се надевам дека ќе остане така, бидејќи задоволството е нашата звезда водилка во ова што ќе го работиме во наредниот период. Во секој случај јас би сакала да кажам дека темелот на сето ово е љубовта, бидејќи ти и претходно кога си бил гостин кај нас си кажал дека имаш неколку љубови, меѓу кои се обидуваш да ги споиш земјоделието, здравата исхрана, готвењето со поезијата, со прозата, со културата, и тука се најде здрава почва кај нас во Радио Пела и како водител и новинарството, бидејќи си познат и како новинар. Да, многу убаво се склопија нештата и кога неврзано разговаравме, кажав дека секогаш радиото и телевизијата ме привлекувале, имам за среќа искуство и во радиото и во телевизијата, меѓутоа во новинарството моето најдолго и најголемо искуство е во пишаните медиуми и еве искрено се радувам што сега оно што го пишувам и работиме вака и во етер ќе се слуша и ќе можам да се изназборувам, затоа што секоја среда 2 часа е голем доста време за радио и едноставно, како што разговаравме, мислам дека ова е, па туку скоро сигурно единствена емисија поврзана со градинарство и земјоделие што ќе оди во живо. Сега, емисијата ќе се вика Градината на Филип. Сакам од почеток, зошто дојде до оваа идеја да ни кажеш и дали навистина постои таа градина, која што ти ја имаш и со која што веќе си посветен известно време. Чинам дека тоа од оваа година многу сериозно го работиш. Сериозно во смисла на тоа се она што си учел, бидејќи имаш завршено земјоделски факултет, одсек градинарство и цвеќарство, што значи дека имаме стручен човек во емисијата што ќе не води за сите овие работи поврзани со тие две области. Зошто Градината на Филип и зошто се посветуваш на таа градина која што верувам дека некаде ја имаш, ќе ни кажеш каде? Па да немаше градина, воопшто ич немаше да се нафатам да правиме емисија, затоа што не сакам работи што не се вистинити. Да зборуваме за градина, да е имагинарна и да не постои и да си правиме само некои стручни муабети, а без пракса, мислам дека тоа нема ни слушателите, ни гледачите да ги заинтересира, а и ние нема да бидеме тоа што сме. Да, градината е мојот завршен испит после дипломирањето. Јас така ја доживувам, зашто се што сум учел во 4 години, да, убаво е, интересно е, ама
Сите добро знаеме зашто овде скоро секој има некоја бавчичка, некоја градина, некое цвеќе, нива или сади тутун или сади нешто друго. Знаеме дека сето голем испит е праксата. Мојата градина е во Оревоечко, односно во викенд населбата Маркова чешма, и од минатата година го почнав да ја работам таа градина и верувајте, така и пишав во најавата, уште многу има да се работи на таа градина. Градинаров знае како сака да му изгледа, ама треба време да се сработи тоа. Но минатата година мислам дека почетничка среќа ме послужи, па имав така добри резултати, имав добри пиперки, за разлика од годинава каде што пиперов ми потврли, ама па доматите се добри и така. Како што во градината и бидејќи ја нарекуваме фабрика под отворено небо, знаеме дека зависи се од факторите, но и од нас како ние ќе се адаптираме на она што се случува, на промените. Така што годинава да, порано почнав да ја обработувам земјата рачно, кај мене се на многу природен начин, никакви хемикалии не користам и пред се тоа е храна за мене и за моето семејство. Па ако остане нешто може да се сподели, меѓутоа воглавно прво да ги задоволи домашните потреби. Одлично. Чинам дека една од поентите на оваа емисија е токму тоа, здрава исхрана, како да се одржи таа здрава исхрана во земјоделието, во смисла на тоа домашните бавчета се прилагодат онака како што ние сакаме здраво да се храниме, што значи помалку употреба на прекумерна употреба на хемиски средства, што ќе ни причини пак проблеми на здравјето. Може се тоа да се замени и со одредени субстанци, би рекла, или Па, знаете, има една многу убава мисла, вика во конвенционалното земјоделие земјоделците го хранат растението, а во органското земјоделие земјоделците го хранат ја хранат земјата. Одлично. Да. Многу убаво кажете. Ние мораме да се, значи ако земјата ни дава храна, дајте луѓе да ја храниме и убаво да се однесуваме кон неа. Затоа што таа треба и за до година да ни служи да насадиме, а не да ја експлоатираме, да ги извадиме сите корисни содржини од неа и после следната година да кукаме и да кажеме нема род. Нема род, туку ние сме претерале со земањето. Ние сме виновни. И да пак да се надоврземе на атиџи и пчелите, како кај пчелите што е пола-пола, така треба да биде во се што правиме. И да даваме, ма и да земаме. Оно што најмногу ми се допадна во видеото како најавна шпица која што оди за оваа емисија е дека револуција се крева се мотика, а не со оружје. Јас ова навистина максимално го поттикнувам, бидејќи особено во овој период на пандемија сите видовме колку значи храната, колку значи здрава храна и на крајот на краиштата можеби ќе се докаже, тоа е една теорија која што јас ја имам, дека оваа пандемија дојде заради тој нездрав начин на исхрана и се она ние како луѓе, како суштества и го правиме на оваа планета. Во секој случај, дали навистина може да се крене револуција со мотика? Што значи тоа? Бидејќи тоа го кажуваш на крајот, но верувам дека го мислиш за цело време додека ја подготвуваш емисијата. Да, верувам во тоа и додека работам во бавчата, не само додека ја подготвувам емисијата, и додека зборувам со другите. Мене ми е многу мерак дека многу луѓе млади се свртуваат кон земјоделието. До лани гледав само видеа и се едуцирав од Австралија, од Бугарија, од Србија, Хрватска, Велика Британија и така натаму, видеа како млади луѓе прават пресек во животот. Велат, не, доста ми е мене град и 8 часовна работа и метеш и притисок од работодавците и така натаму, одам, најдувам парче земја, правам голема промена на која не знам дали сум спремен, не знам дали ќе одговорам, зборуваме за луѓе кои и не се стручни да речеме во земјоделието. Некои прв пат гледаат како нешто расте. Меѓутоа прават пресек, одат и вистина тоа е една револуција на мирен пат. Значи никого ние не присилуваме. Тој што го прави тој начин прави промена кај себе.
тој може да инспирира некој друг, може би и не. Јас често правиме муаве дека не секој сака и не секој треба и не секој може така да живее и сака. Меѓутоа, голема вистина е кога вие од сопствената бавча ќе направите еден ручек со производите што сте ги негувале, сте ги пораснале. Друга е вредноста. И вистина и емоцијата е друга кога јадете и чувството е друго. И јас многу се радувам што веќе и овде имаме такви луѓе и тоа не се во мал број. И оваа емисија баш ќе се труди токму нив да ги собере, да ги покани, да разговара со нив за да се пренесе таа порака. Значи не секогаш помина она време кога знаеме дека само малите бавчички го одржуваа баби и дедовци кои едва и собираа сили тоа да го направат и после нив бавчите остануваа страништа со обраснати со коров. Сега на младите е време да отидат во бабините бавчи и да помогнат, да ги развијат и тие да продолжат да функционираат, па да им остават на нивните деца рајска убава градина, а не трње. И да го ископаат богатството од нивите, затоа што вистинското богатство е таму. Баш како во приказната, нели? Кога им велеше дедото копајте на синовите, ќе најдете богатство, ќупот со златото, ама злато дојде откако се изнаработија и со собствената пот постигна резултат. И материјален успех, да. Идејата за да поканиме да бидеме заеднички во овој проект во кој што настапуваме е Facebook фан групата која што ја имаш веќе и се повеќе има поддржувачи на таа Facebook група и токму така и се вика Градината на Филип. Ова видео и аудио кое што сега оди се емитува и таму на таа Facebook платформа. Зошто го направи тоа? Што беше причинителот за тоа? Што те натера точно Градината на Филип и што би била идејата во емисијата? Ти имаш подготвено одредени рубрики со кои што ќе ни се представиш уште од денеска. Некои ќе останат и за наредната среда. Веќе имаш и подготвено гости кои што знаат во кои термини кога треба да дојдат. Сите се тие интересни во поглед на тоа како ја обработуваат земјата, кои производи ги имаат, дали се тие органски или па се еколошки. Во секој случај, што е идејата на Градината на Филип на Facebook и како тоа ќе се пренесе кај нас тука преку брановите на Радио Пела? Па градината од таа вистинската фактичка градина каде што се работи и се крева револуција со мотика, стана градина на Facebook и сега стана градина во етер. Целта кога ја отворив групата беше кокошка кога ќе снесе јајца сака да се фали, така и градинарот сака да се фали со она што го сработил. Сака да сподели не од желба да се експонира, туку радоста да ја подели. Тоа ми беше особено. Значи, ако имате домат од 800 грама, па стварно е за фалење и сакате да му каже, види, бавчава моја... И тоа е можно. Вака е и вака, а и тоа е можно. Или кога добро нешто друго излегло. И тоа беше еден од мотивите. Друг мотив беше, знаеме дека некогаш може од некоја култура да се произведе повеќе, па на градината, оние што ја следат на Facebook, сега и на радио ќе можат и да нарачат некои производи кои би ги искористиле за домашни употреби, само она што е вишок. Значи, како што реков, прво домашните потреби, потоа она што останува, па така направив некои сокови природни од нане, кој расте во мојата градина и јајдучка треба која јас неако сам намерно ја оставам и ги објавив нив и тоа побуди интерес кај луѓето. Па од кај вас дојде идејата зошто да не им дадеме можност и на другите луѓе кои имаат вишок производи, ова да биде слободна зона каде што тие ќе се јават или ќе ни пишат, па ќе им дадеме можност и тие да си ги продадат нивните производи. Секогаш знае производителот на мали количини дека не очекува не знам каква голема заработка, ама има една додатна вредност, сето тоа има една радост кога некој од вас ќе купи и ќе биде радосен и задоволен од тоа што го купил, тоа има многу повисока цена. Значи, целата таа радост верувам дека ќе ја пренесеш во емисијата која што стартува од денеска.
да пренесеме кои ќе бидат рубриките кои што ќе бидат застапени, за да имаат во предвид сите оние следбеници и на твојата група и на Facebook фан страната кај нас, што може да се очекува, бидејќи емисијата ќе биде во секој случај и интерактивна со публиката. Рековме дека не е целта само да пренесуваме информации како медиум, туку сите оние кои што сакаат да не следат и да учествуваат и фактички да бидат учесници во емисијата, да бидат со физичко присуство гости тука. Можеме исто така да бидеме присутни онаму каде што тие работат и произведуваат, можеме и преку Skype линијата, во секој случај кои се тие рубрики кои што ќе бидат, верувам, интересни за сите оние што не следат. Чинам дека имаш совети за производителите. Па да, градината денес не би била така интересна ако градината на Филип нема една рубрика Градината денес. Баш да ви ги представам што работам јас на слушателите и на гледачите, да им представам, да видат нема само убавите страни, негативните, па нешто заболува, па нешто не родило, сето тоа е нормално и од сето тоа сите учиме. Затоа секогаш ќе бидат слушателите добредојдени да ни се јават, да ни кажат некој совет, да не прашаат за нешто, да ни дадат мислење, да ни се пофалат, како што рековме, секој има право овде да се фали, односно да ја сподели радоста. Првата рубрика е таа, Градината денес, каде што ќе ги представам случувањата во мојата градина. Потоа е една рубрика во Градината има само љубов, која два пати ќе ни оди, еднаш е со зеленчук, еднаш е со цвеќе. Па имаме рубрика Пиши вака. Тоа го велиме секогаш кога некому кажуваме некој рецепт. Пиши вака, 2 јајца, 3 лажици брашно и така натаму. И рубриката Само домашно, која ќе служи за огласите на вашите и производи, и на крајот со градинарски поздрав ќе се поздравуваме и ќе завршуваме емисијата. Одлично. Верувам дека ќе биде сето тоа интересно. Јас само на крајот од овој разговор ќе потсетам дека ќе одиме и со музика која што навистина одговара на сите овие информации и разговори што ќе бидат во емисијата. Музиката ќе биде по твој избор, а исто така и гостите. Ајде да чуеме кои гости ти се планирани во наредните емисии. Да, претходно спомнавме. Да, музиката, идејата е да имаме убава музика и да ни биде пријатно во тие 2 часа. Ќе одиме со музика од македонски групи, етно групи, меѓутоа и групи кои етното го комбинираат со други правци и кои офаќаат слушатели од повеќе возрасти. Гостите се многу интересни, затоа што ќе се потрудиме да слушнеме многу интересни приказни. Луѓето сега сакаат приказни и сакаат да знаат како дошло до нешто и кој е потеклото на производот што тие ќе го јадат и ќе го купат утре. И за среќа ние имаме безброј приказни, па така за следната емисија ќе ви ги најавам Кристијан и Михаил од фарма Зрзе, производители на јајца од кокошки кои пасат на отворени пасишта и произведуваат други производи, еден мед од чалија и многу други специфични производи, и една многу убава иницијатива која доаѓа од Скопје за социјалните градини. Тоа се вика социјална градина Бостание, каде што заедно комшиите во едно мало, во една населба прават заедничка градина. И тогаш градината има и смисла не само да произведе, ами и да се дружиме и да шириме и да споделуваме позитивна енергија. Натаму ќе имаме гостинка од Охрид, која ќе не запознае со тајните на тестенините. Тестенини во кои става фил што таа го произведува од својата градина во село Рамнево, Охридско. Па ќе имаме за производството на лешници, ќе ги имаме пчеларите. Понатаму ќе зборуваме за буковската пипер. Значи, верувајте, многу интересни приказни гости, луѓе кои не значи и го тргнуваме она дека земјоделец е некој што не излегува од нива и нема живот за него и тој не е социјализиран.
Напротив, сите овие приказни изборуваат за убавината на земјоделието. Значи, ако се работи со скромност и со љубов, има време за се. Тие луѓе и патуваат, и шетаат, и одат на други места, и гостуваат, и имаат време за интелектуално да напредуваат. Така што, тоа е, мислам, вистинската убава иднина на работата со земјата. И сега само да ги поттикнеме сите оние кои што во моментов не следат. Јас ќе кажам дека се она што досега го кажавме важи за сите што не следат и што можат да ја проследат оваа емисија и подоцна, бидејќи останува видеото како сниман материјал на Facebook, е дека можат да не контактираат на одредена мејл адреса која што ти ќе ја посочиш, можат да пуштат во порака кај нас на Радио Пела 96.8 FM, да не контактираат за да можат да споделат своите искуства, рековме да се пофалат со производството, да кажат можеби одреден совет. Многу е лесно да воспостават контакт со нас. Идејата е, значи, да можеме да бидеме поголемо семејство кое што се грижи за домашното земјоделско производство и за здравата исхрана. Да, токму тоа и значи на страницата на Радио Пела, на групата Радио Пела, на имејл адресата градината на philip@gmail.com, под лайв стримингот во коментари, значи на секаде, или телефонски да ни се јават во живо во овие 2 часа секоја среда, така што сите начини на комуникација се отворени, зашто сакаме да разговараме и да споделуваме убави нешта. Да не заборавам дека за сите љубители на цвеќе обврзно ќе зборуваме за цвеќињата. Секако можат да ни се јават, да ни пратат фотографии од нивните цвеќиња, исто така да ни се пофалат, да не прашаат за совет или да ни дадат совет, и како што реков, слободно и бесплатно да ни се јават и да ни ги понудат своите производи, односно да ги понудат на другите слушатели. Одлично. Јас ти благодарам. Само ќе напоменам дека сега јас излегувам од студиото и ти ја предавам водителската палка, односно микрофон, да продолжиш со емисијата понатаму и со програмата. Оние сите кои што сакаат да не контактираат во живо додека сме во студиото со емисијата Градината на Филип, може да не се јават на телефонскиот број 076 802 595. Значи во живо да го прашаат Филип, да го поддржат, да кажат, да споделат своји искуства. Не одиме во живо. Јас реков ќе бидам тука, но нема да бидам водител. И ти посакувам среќа, бидејќи денеска и среда среќно, а исто така и временските прилики ни ветуваат барем малку дожд, што значи дека ќе биде навистина убава емисија. Родно и берикетно за полето, горде прво фала на идејата. Значи да кажеме идејата за настанувањето на емисијата, јас ја креирав страницата, ама идејата беше на Горде да ја направиме оваа емисија и фала ти. Со задоволство. А тука ни е техничката поддршка и реализација на Николче, кој со сите сили се вклучува да имаме на оваа емисија и гледајте не и слушајте. Јас верувам дека Николче нешто повеќе ќе научи за градинарство и ќе се посвети и на таа работа. Може би до година ќе имаме Градина Радио Пела, ќе си работиме заедно. Да не. Сега продолжуваме со музика.
Слушате Радио Пела, слушате и гледате нова емисија Градината на Филип. Како што ви кажав, градината ја имам и прво да ги пренесеме информациите од терен. Градината денес, не знам како е во другите градови, овде се спрема некое невреме. Дали ќе не зафати, не знам, нека има дожд, само нека нема град. А моите новости во градината кои се? Доматите почнаа да зреат и веќе 2-3 пати набрав и си направив салата. Како ви зреат доматите, така почнуваат да ви се јавуваат сите другари и сите оние пријатели што ги немаше кога ја копавте бавчата, ама ги има сега за салата со ракија и со пивце и така натаму. И сега вие бирате дали да се сожалите, да им речете ај дојди, или да им речете не, те немаше кога садев и кога копав и сега нема салата. Друго, вчера си купив пајки, 3, и сега никој друг не може да знае колку сум јас радосен. Конечно во животов на 26 години си купив пајки и сум многу радосен. Веројатно ќе видите и фотографијата од пајките мои. И тие сега се навикнуваат, заедно со кокошките, се навикнуваат и се адаптираат. Им правев место за капење и се, ама уште се навикнуваат на животот, сепак кокошкиве ја имаат доминацијата. И чекаме да се адаптираат и да се навикнат. Инаку кокошките се супер, за среќни и задоволни, пасат на отворено и не го намалија несењето во летниот период, инаку тоа се очекува да се случи. Така што тоа се новостите од денес. Не знам сега како е, затоа што од таму дојдов за снимањето на оваа емисија и не знам што сега таму се случува. Дај Боже да е убаво време, односно да врне некој дожд, да ми помогни во наводнувањето. Но тоа ќе го провериме утре. Тие се кокошките од нашиот гостин. Денес гости во живо требаше да ни бидат Михаил и Кристијан од фарма Зрзе. Тие се нова фарма, како што е нова нашава емисија и како што е нова мојата градина. Арно, ама од непознати причини Михаил и Кристијан ги нема, но ние се слушнавме, беа спречени да дојдат. Арно, ама за следната емисија, затоа ќе имаме па дури двајца гости. Ви реков, Кристијан и Михаил од фарма Зрзе, со кокошките што се среќни и што пасат на отворено, и со Димитар Самарџиев од Бостание. Многу интересна тема и интересен соговорник. Може би тоа што го прави Лисиче и аеродром во Скопје ќе ни биде поттик и ние нешто такво да направиме овде. А сега сакам да зборуваме за едно растение без кое летото не може да се замисли. Имаме на моја мисла дека лето без домат е како пица без кетчап. Пица без кетчап ништо, така да и доматот, летото без домат е ништо. А за доматот ќе зборуваме во нашата рубрика "Во градината има само љубов". Но би можеле тука да слушнеме малце музика, па да се вратиме со муабети за доматот. Ќе научиме многу нешта.
ја пева. Билка. Неговото величество домат. Зборуваме за него и додека зборувам и додека учиме за него заеднички, сите вие што слушате и гледате, слободно коментирајте, поставете прашање, јавете се, споделете или прашајте нешто. Значи, припаѓа на групата Соланаце. Што значи тоа? Тоа е група на помошници, така се викаат овие растенија. И сега може би чудно, замислете доматот, тутунот, пиперката и петунијата, еве 4 наброив, се и компирот, како петти, се од иста фамилија. И сега си велите што има врска пиперката и доматот со тутунот. Арно, ама има многу карактеристики кои кога подетално учиме за нив, сваќаме зошто припаѓаат на иста група. Има добро развиен корен, со многу странични жили и главен корен кој може да има длабочина во земјата до 1,5 метар, замислете, но тоа зависи од карактеристиката на почвата. Ако е таа растресита, тогаш коренот може подлабоко да оди. Но обично главниот корен и главните жили се формираат до 20 на 30 сантиметри под земјата. Инаку може има стебло кое е зелјасто и кое е разгрането и има различна висина. Има повеќе сорти на домати. Може од половина метар па до 3 метри да нарасне еден домат. Тоа зависи од начинот на кој го одгледуваме, а зависи и од самата сорта. Сега знаеме, бојата на цветот е жолта и се само опрашува доматот, е таква култура, меѓутоа денес, освен во градините, се одгледува и на полињата, како монокултура, но се одгледува и во заштитен простор. А во заштитен простор најчесто опрашувањето е вештачко, односно поттикнато од човекот. Постојат едни бумбари кои во кутии се ставаат во заштитените простори, во пластениците и во стаклениците и тие го вршат опрашувањето. Семето проникнува на 10 степени,
а проникнувањето трае 8 до 23 дена и оптималната температура за да проникне е 22 до 25 степени. Најповолна релативна влажност е измеѓу 55 и 65%. Инаку доматот бара голема количина на светлина и во зима и во есен знаеме дека имаме малку светли часови, малку сонце и затоа најдобрите услови, значи со одгледување на доматот почнуваме од февруари, кога ќе имаме први подолги денови, повеќе сонце и светлина, со сеењето и потоа неговата вегетација трае се до крајот на октомври. Сака вода, односно припаѓа на растенија, на култури кои имаат средно барање, значи средна потреба од вода, но најбитно е во текот на цветањето и во време на заврзувањето на плодовите да имаме доволни количества на вода. Значи тоа трае 1 до 2 месеци, нели, кога ќе почнеме ние постојано и цвета, едни домати се веќе големи, растат, други почнуваат да созреваат, па понатаму постепено да созреваат оние што веќе заврзали и така натаму. И какво е земјиштето? Се бара растресито земјиште. Рековме да има добра структура и да е плодно, да е неутрално или слабо кисело, со 6 до 6,5 pH вредност, но доматот како култура не сака почва која е глинеста. А ако е глинеста почвата, не може да го развие својот корен и едноставно, штом нема добар корен, нема развој на другите делови на растението, мал корен, мали плодови, мало стебло и така натаму. Во однос на агротехничките мерки, 3 работи сега ќе спомнеме. Плодоред. Што е плодоред? Плодоред е распоредот на нашата градина. Како ние ги распоредуваме културите. Многу е важен. Ако нема добар плодоред, немаме соодветно искористување на земјата и има исто како комшиите. Имате комшии што ги сакате и комшии што не ги сакате. Со некој ви одговара муабетот и кафето, со некој не. Така и во градината. Има овие што се од иста фамилија, например, не знам, доматот со компирот не сакаат да се дружат, па треба да ги разделите. Да не се еден до друг. Или кога садиме домат, предходно е убаво на таа земја да сме имале, например, спанеќ или лук или кромит или салата или ротквица, ама никако предходно да сме имале, например, компир или модар патлиџан. Земјиштето мора длабоко да се изора, ако станува збор за големи површини. Меѓутоа во органското и во еколошкото производство тоа се врши на мали површини со мотика или со помагала различни механички машинки. И ние тука се заштитуваме од користење на хербициди, затоа што можеме механички да ја отстраниме тревата и истата да ја искористиме како малч. Малче, кога ставаме слоеви на, ние понатаму ќе говориме подетално, кога ставаме од тревата што ја корнеме, ставаме врз искорената така свежа, ја ставаме врз површината на земјата околу коренот на одредени растенија, во случајов на доматот. На многу места тоа е решено со фолија, како кај јагодите и пиперките, ставаме црна фолија, под фолијата ставаме систем капка по капка и немаме никаква потреба од хербициди, нити од механичко отстранување на плевелот, односно на коровот. Ама во органското, па и во пермакултурното производство, никогаш секоја тревка што никнува си има своја намена. Ако научиме да ги користиме, тогаш ќе видиме дека нема корови и штетни треви, сите имаат некаква корист и значење.
Многу голема потреба за калиум има доматот кога станува збор за ѓубрењето. Затоа треба да се дозира со доколку користиме нели во конвенционалното производство натриум, фосфор и калиум, НПК ѓубрива, а во прихраната додека расти се користи кан, така се вика ѓубривото кое се користи. Може да се користи разни тревки, еве на пример калиум има во цветот на блитвата. И сега вие што би направиле? Едноставно правите еден букет од цветовите од цветот на блитвата, го ставате во вода, одстојува некое време и вие со тоа наводнувате. Со водата во која стоел тој цвет од блитва. Или со кората од банана. На истиот начин и со тоа ги дозирате потребните количини на калиум во доматот. Сега може доматот со расад или со директна сејдба да се сее. Најчесто овде ние со расад го одгледуваме и зависи дали ќе биде рана или доцна сејдбата, во кој период ние ќе посееме. Обично за средно рана се смета до 15 февруари и доцна до 20 февруари кога се сее. И сега, може и на почетокот на март, се до 10 април да се врши сеење. Понатаму, поникнувањето, следи пикирање, спомнав многу важна работа. Пикирањето е значи кога од местото каде што сме ги посеале доматите, нежно ги откорнуваме, ги пресадуваме во мали сакси, мали контейнери и така овозможуваме подобро да се развијат за после да ги насадиме во градината или во пластеникот или во стакленикот или во саксијата. Многу мина во сакси на терасите одгледуваат разни зеленчуци и овошја. Многу е убаво чери да се засади, секогаш го засладува оброкот, ама и ни овозможува декоративно е како растение. Сигурно ретко среќавате, имаме и жолта сорта на домат. И една тема која често оние што одгледуваат си дискутираме, дали да се врши подкинување на најдолните гранчиња на доматот, на врвните гранчиња и на страничните гранки. Некој вели кога ја остава дека има подобар род. Некој вели кога ќе се отстрани дека е подобро и доматите се поголеми и побрзо зреат. Значи различни се искуствата, зависи од сортата на доматот, но зависи и од годината, зависи колку наводнуваме, има повеќе фактори. Главно науката вели дека треба да се закинат тие заперци, значи бочни, странично што никнуваат, како на пример така треба со ножица убаво да се исече странично, кога ќе имаат 8 до 10 сантими, за да не настане оштетување на гранката, односно на стеблото. Долните гранки како се сушат, бидејќи им недостасува храна, храната оди во доматите за да зреат, во периодот кога почнуваат да зреат, така паметно е да ги отстраните долните гранчиња на доматот, затоа што тие веќе си ја завршиле својата работа. И декаптација е, значи пинцирањето е страничното, отстранување на изданоците, а декаптација е кога врвот го отстрануваме на доматот. Штом развие 4 до 6 цветни гранчиња или 14 спрата, етажи, доматот може да извршите декаптација и да му го отстраните врвчето. И реков за долниот лист исто така. Вие слободно пишете, прашајте, или дадете некаков совет, или едноставно пофалетени се со вашиот производ.
би сакал да ни се јави некој да ни сподели информација за, например, успешен домат или најголема тежина на домат, или можеме да ги дегустираме па да кажеме кој е каков по вкус. Така што слободно контактирајте и прашајте ако нешто од ова мислите или сте се соочиле со нешто спротивно од ова што јас го зборувам и што науката го пренесува. Ние додека да зборуваме за бербата и за другите процеси кај доматот, понатаму ќе зборуваме за бербата на доматот и за хидропонското одгледување на домати. Но можеме сега малку со музика да одмориме и да во меѓувреме вие да поставите прашања, да разговараме и потоа да продолжиме со сите оние информации важни за доматот. А цвеќарите нека не почекаат, ќе зборуваме и за едно интересно и многу познато цвеќе.
Се надевам дека ви е пријатно, сигурно сте дома, бидејќи врне барем овде во Прилеп. Не знам како е, реков, во другите градови, за оние што не гледаат и слушаат преку лайв стриминг на Facebook. Пишете и кажете дали ви се допаѓа изборот на музика што го имаме во оваа емисија. Одлучивме во една емисија да има една група. Сега денес ги слушаме Синтезис, ама можеби следната емисија ќе оди некоја музика по ваш избор. Еве, Николчен ми предлага дека можеме и тамбурашка музика да слушаме некогаш. И јас би сакал, еве, и етнос оставите наши за следната среда. Веќе ви подготвуваме едно музичко загревање за концертот што ќе следи на 21 август. Не ви кажувам за која група, сигурно знаете. Кога сме кај доматот, бидејќи за тоа зборувавме, јас во меѓувреме, додека подготвував емисијава, разгледував и рецепти, не само како да го одгледаме, ами како да го сготвиме доматот. Но сакав да ви кажам за хидропонското одгледување на домати, ама пред да го спомнам него, да кажеме за бербата како завршена, нели, фаза од кога ние ја сработивме почвата, посеавме расад, никна расадот, го пикиравме, го просадивме во земја, наводнувавме, прихранувавме и стигнавме до врзувавме и стигнавме до берба. 90 до 120 дена се потребни од времето на садењето до времето на берба на доматите. Од почеток на јули па до ноември на отворено обично стигнуваат доматите. Значи, ако нема слана, ако нема мраз, јас се сеќавам дека во некои бавчи во крај на октомври ги покриваат доматите и да биле на отворено, ги покриваат за да ги заштитат од првата есенска слана. За жал, за поддалечените места, ако имаме транспорт, мора порано да ги обереме доматите, па ден до два додека ги однесеме, мора во тоа време тие уште созреваат попатно, зреење при транспорт. И затоа токму ни е целта да зборуваме за нашите локални производители и да купуваме од нив храна чие потекло го знаеме. Знам дека мојот комшија одгледува тоа и тоа, зашто не би купил од кај него нешто што знам дека е квалитетно произведено. И токму затоа вие можете да се јавите, да ни понудите некаков производ доколку имате. Подоцна во нашата рубрика Само домашно ќе споделиме некои луѓе кои веќе ни се јавија и ни кажа што би сакале да понудат за вас за продажба. Освен домашен зеленчук, овошје, тука се и домашните преработки од храна, од растително и од животинско потекло. За бербата на индустријскиот домат се почнува со берба откако 70 до 75% од плодовите ќе бидат зрели. Понатаму тоа се врши со комбајни и комбајните збираат се и зрело и зелено и кај нив бербата е еднаш, најчесто се завршува, се бере и толку, тоа е во индустријското производство, ама во секојдневното, односно во органското, во еколошкото, во домашното производство ние можеме да уживаме, постепено да си набереме кога убаво ќе созрее доматот и одма да го користиме. Не знам дали знаете, многу е важно што побрзо откако ќе го набереме било кој зеленчук, побрзо да го изедеме, зашто тогаш ги содржи сите оние здрави и важни компоненти за нашата исхрана. Некое овошје што нас ни стасало, не знам од каде, од Иран, од Пакистан, додека дошло, замислете што се претрпило и после ние го јадеме, кој знае што јадеме. Затоа купувајте локално. Како го пакуваме? Се пакува во дрвени гајби, во холандези и картонски кутии. Се прават отвори за да го издржи патувањето. Тоа е сето така кога станува збор за нешто што оддалеку стигнува. Сега, што е хидропонско одгледување? Тоа е одгледување на производство во загреан или повремено загреан простор,
во стакленици и пластеници. Производството е овозможено во текот на целата година. Се оди во нагорна линија наместо 14 да има до 34 спрата гранки на доматот. И хидропоните се заштитени поединечни простори во кои растенијата се одгледуваат без земјиште. Значи, во водата се сцаваат одредени состојки супстрати и значи обично се додаваат инертни супстрати, коцки или плочки од камена волна, дрвена пилевина, перлит, влакна од кокосов орев и комбинации од овие нешта, и тоа е подлогата за одгледување на овие растенија. Расадот се произведува во капачиња од камена волна и значи се снабдува во текот на растењето ова растение со хранлив раствор, со состав што одговара, со макро и микроелементи периодично, и тоа 12 до 24 пати. Тоа го сигурува системот капка по капка за да рамномерно прихраната биде пренесена. Замислете, за мене, ако јас се прашувам кој е мачење ова за едно растение, тоа е хидропоника, и затоа правиме разлика меѓу ваквото производство кое постои и е широко и масовно се произведува, ама друг е шмекот, ќе се согласите кога тоа ќе го произведеме дома. Сега, пиши вака. Обично така велиме кога сакаме да споделиме некој рецепт некому. А сега, еве, Николче ќе не изненади со едно видео. Здраво, јас сум Филип, а ова е мојата градина. Градината на Филип е нашиот нов начин на дружба, секоја среда во 17 часот на радиото што се гледа, на Радио Пела. Слушајте ја и гледајте ја на социјалните мрежи, емисијата Градината на Филип. Целта ни е да се дружиме, спознавајќи ги убавините и богатствата на природата. Ќе учиме многу и ќе се советуваме за одгледувањето на зеленчук, одгледувањето на овошје, на животни, на цвеќе, со многу совети за љубителите на цвеќе и на градини. Тука се и нашите пчелари и многу интересни гости кои сватиле и кои ја пренесуваат идејата дека револуција се крева со мотика, а не со оружје. Гледајте Градината на Филип и слушајте се, разбира, секоја среда од 17 часот. Градинарски поздрав! Сладко од домати. Не знам дали сте пробале, јас не, а би сакал да пробам. Тоа е рецептот во нашата рубрика Пиши вака, а вие пишете и ваши рецепти. Сакате да ви кажам како се прави сладко од домати, еве го читам рецептов и би сакал да подготвам. 600 грама домати, 300 грама шеќер, една лажичка екстракт од ванила или најдобро е ако биде онакво парченце ванила, така препорачуваат, со 200 мл сок од лимон и една лажичка сос балзамико. Се закуваат доматите на крст
се бираат оние домати кои не се многу големи и така малку долгманести. Има една сорта италијанска, тоа се вика пелати домат. Мислам дека на нив авторот на рецептот мисли. Вика доматите на крст се сечат, се попаруваат со врела вода и треба да постојат. Бидејќи со врела вода лушпата на доматот брзо отпаѓа, лесно можат да се излупат, да се исечат на четвртини и да се исчистат од семето. Оваа сорта има малку семе и потоа да се исецка доматот на коцки. Потоа се става во сад шеќерот или лимоновиот сок за да зовријат и полесно се раствора шеќерот во сокот и се додаваат насецканите домати. Откако убаво ќе провријат, се тргнува од огнот, се чека да се олади сето тоа и треба сето тоа во фрижидер да отстои преку ноќ. Утрото треба да се извади од фрижидерот смесата, повторно да се стави на огнот, да се додаде ванила и да се вари сето тоа до продирност на доматите или 10 на 15 минути во зависност од температурата на која го подготвуваме тоа. Ако е на тивко може и 20 минути. Потоа се тргнува од огнот, се додава балзамико сосот и се промешува. Се оладува и потоа се собира во тегли, кои нормално треба да бидат стерилизирани. Сосот балзамико се става за да се добие густина, доколку сметате дека е ретко, но обично не е, затоа што самите домати и шеќерот и ванилата си прават густина. Доколку немаме сос балзамико, вели дека може да се стави ацето балзамико со малку шеќер и да се вари до згуснување. И треба да знаеме да не го згусниме премногу ова сладко од домати, затоа што самото тоа има голема густина, па би било премногу густо ако многу вариме и многу го ја исушиме смесата. Има и еден друг рецепт, пелати домати во тегла, но тоа ќе го оставиме за во некоја наредна прилика или вие разбарајте. И јас баш такви домати насадив годинава пелати, не знам колку ќе бидат успешни за да направам токму таква зимница. Искрено да ви кажам, многу сакам тестенини и со тестенини знаете дека доматите се многу потребни и многу корисни и многу убав е вкусот. Веќе ви реков, ни се јавија некои луѓе кои сака да ни споделат што тие произведуваат и да го понудат за вас, па во рубриката Само домашно денес ја имаме господја Петкана, ќе ви кажам што таа произведува, но малку ќе направиме музичка пауза и потоа се враќаме со производите на тетка Петкана. Radio Bela. Devojče, ti tetovsko jabolče, oj
devojče, ti tetovsko jabolče, pokaži crnite oči, sakam da gi vidam jaz. Pokaži crnite oči, sakam da gi vidam jaz. Snaga, sakam da ja vidam jaz. Pokaži tankata snaga, sakam da ja vidam jaz. Ore momče bre budalo, ubavo jabanđiće. Ore momče bre budalo, ubavo jabanđiće. Tanka topola, zarem ne si video ti. Gradina tanka topola, zarem ne si video ti. Gradina tanka topola, zarem ne si video ti. Gradina tanka topola, zarem ne si video ti. Синтезис и Тоше. Николче во четврто имам пеено насмотри песнава иначе. 077-790-961 е бројот на кој можете да се јавите и да нарачате домашни кори. Тетка Петкана секојдневно, јас се викам тетка Пеша, си прави домашни кори или јувки и се многу вкусни, така што јавете се на 077-790-961 и нарачајте си. Само домашно. Сега знам дека штом станува збор за градини, каде има домати, пиперки, краставици, хромит, секаде има и по некое цвеќе. Всушност цветињата му даваат еден посебен шарм на секоја бавча, на секоја градина. И едно од најодгледуваните цветиња е петунијата. И секогаш се одгледува, и секогаш се купува, секое лето, и секогаш имаме дилеми околу начинот на одгледување и сето тоа. Затоа во градината има само љубов, така се вика нашата рубрика. Сега во средните минути ќе зборуваме за петунијата. Како што кажав, замислете, петунијата и доматот се во иста група и не за џабе, и се во иста емисија. Измешано е она меѓу петунија и сурфинија, често се поставува кои се разликите, но затоа сега ќе зборуваме за петунијата и вие ќе откриете
за што станува збор поточно. Петунијата има многу видови, инаку таа е со потекло од Јужна Америка. Специфична е по тоа што таа има многу повеќе цветови од листови и токму затоа е толку посакувана на балконите, на терасите и во дворовите. Дури може да се насади во различни жардинјери, сакси или пак директно во почвата, во бавчата, во градината, во паркот, зависи. Може, рековме, да се одгледува и во цветни леи и во затворен простор, во некој домашен стакленик или на прозорец и така натаму. Може да се најде на многу места и таа е прекрасна цветница, многу долго цвета и најчесто ги разубавува балконите. Тие имаат, цветовите на петунијата имаат цевчест облик и знаеме дека можеме да ги најдеме во многу бои. Имаат интензивен мирис, некогаш сладок, некогаш малку тежок, зависи за кој вид на петунија се работи. Има петунии кои воопшто речиси немаат мирис. Меѓутоа, јас многу ги сакам оние што си ги нарекуваме во бавчите бандерки, јас како така ги знам, со една светло-виолетова боја или бела боја, кои имаат прекрасен мирис. Всушност тоа е основната сорта на петунијата. Се помалку ја гледам таа сорта, се повеќе ги има овие разните хибриди во интензивни бои. Сега на нас останува да одлучиме како сакаме да го разубавиме просторот, дали ќе посееме семе, дали ќе најдеме расат или ќе си купиме веќе големи, пораснати и расцветани садници од цвеќарниците. Се си има своја убавина, зависи колку време имаме да го правиме сето тоа. Има висечки врсти, има ползавци, има ниски, џуџести сорти, така што нивната висина и големина е разлика. Многу е важен субстратот во кој се сади. Значи, треба да се насади во добар субстрат, значи квалитетна земја која е растресита, богата со органска материја, со хумус, за тоа жилесто разгрането коренче на петунијата да има простор да се шири и да биде убаво прихрането, за да има здрав лист и богат цвет и да трае што подолго. Но за сето тоа неопходно е во овие сушни времиња секој ден треба да се наводнува. Ако јас се прашувам како земјоделски инженер, ама и како некој што ги сака цвеќињата и ги има, многу е подобро да ги наводнувате навечер, затоа што и тоа во време кога ќе залади, значи не наеднаштом ќе го снема сонцето, туку да чекаме навистина да дојде вечер, да се стемни надвор, да се олади колку толку почвата, па да наводнуваме. Многу е убаво да имате одстојана вода или дождовница. Многу повеќе и подобро влијае така на растението. Да не е директно од чешма или од бунар, затоа што таа вода е многу ладна и настанува температурен шок кај петунијата. Затоа изберете дождовница или вода која е одстојана, ден, два, три, сега да не е, нели, да не се немаат појавено алги, се разбира. И неопходна е прихраната. Сега постојат различни, најчесто течни ѓубрива кои се мешаат со вода и заедно со наводнувањето се додаваат. Секојдневно во жешките периоди, летово секојдневно слободно наводнувајте и важно е да
штом навечер наводнуваме, до утрото, до следното изгревање на сонцето имаме многу подолг период, така што растението го прима она што сме го дале, водата и хранливите материи, и има време да сето тоа да не доживее најнаш топлотен шок од сонцето. И кога наводнуваме, нели се случува да дел од водата да остане на листовите. Ако денски наводнуваме, наеднаш сонцето пече врз растението, настанува испарување и може да дојде до горење на листовите и цветовите. Затоа наводнувајте навечер, на 7 до 10 дена обврсно додавајте течно ѓубриво и што е важно, важно е редовно да ги отстранувате сите прецветани цветови. Немој да ги кинете со рака, со ножица, отстранете ги и дозволете им на новите цветови да имаат доволно простор. Така петунијата ќе трае до првите мразеви, ќе цвета обилно и ќе уживате во низината убавина. Доколку подолго време ја имате, ако се рашири многу, коренот порасне, слободно пресадете ја во поголема саксија или во поголема жардинјера. Обично во една жардинјера доволно е да комбинирате до 3 петунии во иста или во различна боја, или да направите комбинација и со други цветни видови. Сигурно се прашувате околу заштитата. Петунијата може да ја нападнат гасеници и лисни вошки и значи треба да се набави некакво средство за заштита. Меѓутоа можете и на органски начин сами да направите некои средства и да ги заштитите. Меѓутоа, за да не дојде до тоа, битен е провевод, значи да има струење, добро струење на воздухот онаму каде што не е сместена саксијата или жардинерата со петунија. Доколку сакаме да произведуваме расад, можеме тоа да го направиме од семе, па да направиме пикирање и потоа да насадиме петунии, но можеме и да ги купиме како готови расцветани, оформени растенија и да уживаме се до првите слани и првите мразови, и едноставно да комбинираме различни бои, да уживаме и во мирисот, и во боите, и во естетиката. И мислам дека тоа е доволно во врска со ова цвеќе. Ќе зборуваме и за многу други видови, некои повеќе познати, некои помалку, но сето тоа во наредните емисии. Значи ќе имаме еден зеленчук од градината и еден вид на цвеќе. Повторно ќе имаме простор за следната емисија, им оставаме повеќе простор на нашите гости, затоа што ги имаме двајца и навистина имаат што да ни кажат. А исто така, секако, до следната среда вие можете на мејл, на Facebook, на мејлот градината на Filip@gmail.com, на Facebook на Радио Пела или на страницата Градината на Филип да пишувате ваши коментари и сугестии, да ни кажете како првата емисија ви се допаднала, да поставите некое прашање, да споделите некој рецепт со нас можеби. Така што јас мислам дека ќе се дружиме и следната среда, а сега ја привршуваме оваа наша прва дружба на фреквенцијата на Радио Пела, Градината на Филип. Јас сум љубопитен да се вратам во мојата градина и да видам што се случило после дождот, но тоа веројатно ќе биде утре. Па следната среда ќе ви кажам каква е состојбата, што зрее, што се суши, што цвета и така натаму. Дождов, ако беше добар, не можам да видам тука од студиото. Ако заврна добро, знам дека 2-3 дена можам да се одморам од наводнување. Слушајте не и гледајте не повторно. Вие овој видеоматеријал можете да си го преслушувате до среда
и да научите или да се во некој момент каде не знаете како да постапите со доматот или со петунијата, вратете си назад, слушнете што би требало да направите. А сега на крај, повторно со музика, ќе завршиме оваа наша емисија. Не заборавајте дека револуција се крева со мотика, не со оружје. Здраво, јас сум Филип, а ова е мојата градина. Градината на Филип е нашиот нов начин на дружба, секоја среда во 17 часот на радиото што се гледа, на Радио Пела, слушајте ја и гледајте ја на социјалните мрежи, емисијата Градината на Филип. Целта ни е да се дружиме, спознавајќи ги убавините и богатствата на природата. Ќе учиме многу и ќе се советуваме за одгледувањето на зеленчук, одгледувањето на овошје, на животни, на цвеќе, со многу совети за љубителите на цвеќе и на градини. Тука се и нашите пчелари и многу интересни гости кои сватиле и кои ја пренесуваат идејата дека револуција се крева со мотика, а не со оружје. Гледајте Градината на Филип и слушајте се, разбира, секоја среда од 17 часот. Градинарски поздрав! Radio Pela.